Дали македонскиот книжевен автор денес може да екзистира само од пишување? За ова прашање разговаравме со дел од домашните писатели од релативно помладата генерација. Без разлика за тоа колку имате успех, колку имате продадено тиражи или колку имате награди домашни и меѓународни, за жал не може да се живее од тоа и не можеме да кажеме дека никој од нас е професионален писател и дека само тоа го работи. Петар Андоновски и Фросина Пармаковска се добитници на наградата Роман на годината, а нивните дела добија преводи и во странство. Сепак не веруваат дека книжевното творење дома е доволно за материјална екзистенција. Вака, од пишување може како широк поим, се има пишување по нарачка, пишување комерцијални текстови, меѓутоа од пишување романи или уште потешко од пишување поезија, например, се уште не може кај нас да се живее, баш поради тоа што сме мал пазар, мала читателска средина. Колку и да сте успешен како писател, тоа не е доволно. Годишниот конкурс од Министерството за култура засега е единствениот начин за стимулација на домашното творештво, особено кај младите автори. Секогаш кога ќе напишам нова книга, првенствено не сум сигурен дали ќе биде поддржана од Министерство за култура. А знаеме дека без поддршка за Министерство за култура, издавање во речиси е невозможно. Тоа се, да речеме, некои средства што доаѓаат еднаш и не можат да го стимулираат авторот повторно да пишува, зашто излегува како, не знам, како една плата месечна, да речеме, нешто така, или две некас. Силен стремеж на младите автори е нивните дела да добијат превод и што поскоро да стигнат до странските читатели. Во недостаток од доволна институционална поддршка, самите творци бараат алтернативни решенија. Секој писател треба веќе да размислува во таа насока на себе промоција, што може да направи, па и по цена на соработка со други луѓе, нели? Книгата Мојот маж од Румена Божаровска е еден од светлите примери за книжевен успех. Делото брзо си го најде патот до читателите надвор од земјата. Секогаш е многу битно авторот да го има своето дело преведено на англиски јазик, макар и онака да си го има на страна, затоа што ние не сме земја која што ги интересира странските земји и странските издавачи. Не сме атрактивни едноставно. Според тоа, тие не сакаат да ризикуваат со превод и пласирање на вашата книга ако тие претходно немаат прочитано. Сепак, и натаму нема доволно преведувачи од македонски јазик на странските јазици. Многу повеќе треба да дискутираме не толку за странските јазици колку за нашиот. Значи да се праќаат лектори во странство, бидејќи така се создаваат преведувачи. Лекторатите да заживеат, повеќе да се фокусираме на изучувањето на нашиот сопствен јазик во рамките на оваа држава, например. Министерството за култура има постојан конкурс за странски издавачи, што би се заинтересирале да објават дела од македонски автори. Мислам дека тоа е недоволно и дека самиот тој фонд не е доволно познат до странските издавачи. Од ресорното министерство пак нагласува дека конкурсот е активен во текот на целата година. Така во 2020-та имало преводи на 20 македонски дела на 7 јазици. Годинава пак до септември биле одобрени средства за превод на 29 дела на 13 јазици. Најчесто се преведувало на бугарски и на српски јазик, а имало преводи и на персиски и на арапски јазик. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.